Мрежата на заштитени подрачја во Брегалничкиот регион се проширува и се развива. Со решение на Министерството за животна средина и просторно планирање, 3 нови локалитети од истокот се прогласени за природна реткост, меѓу кои и Дабот, Благун, кај Кочанското село Бели. Кочанци веруваат дека Дабот е стар близу 7 века. Од дека личи на дланка со расширени 5 прста кои се гледају од патот на пониква. Пред 20 на години најдолгата гранка се скршила и во стеблото се отворила дупка. Дел од него почнал да се суши. Во 2012 година удар од гром предизвикал пожар на дрвото. И тогашните проценки на стручњаците беа дека Белскиот даб нема да го преживее пожарот. Дрвото живее и останува да ја чува историјата на селото. Заштитата на природната реткост понатаму ќе се спроведува од страна на општина Кочани со заштитно-конзерваторски мерки, научни истражувања, континуиран мониторинг за здравствената состојба на дрвото, едукација на локалното население за потребата од заштита и зачувување на природната реткост и негова промоција како туристичка дестинација пред домашната и меѓународната јавност. Според најавите на градоначалникот Илиев, постои можност за ваквите активности подршка да се добие од програмата за зачувување на природата и Швајцарската агенција за развој и соработка. Покрај Дабот, Благун за природни реткости од Брегалничкиот регион се прогласени и црнина Дудинка во Лесново и карактеристичниот геолошки профил во Звегор. Даботот Бели, како и Дудинката од Лесново, се најстари примероци од овие дрвенести видови кај нас и меѓу најстарите дрвја во државата, а профилот во Звегор е едно од најзначајните палеонтолошки наоѓалишта за пикермиската фауна во Европа. Управувањето на малите заштитени подрачја представува грижа за природните реткости, можност да се учи за природното минато и да се остави дел од природата зачуван за идните генерации. Подготовката на потребната документација и истражувањето за отпочнување на процесот за прогласување на природни реткости беа поддржани од програмата за зачувување на природата.